Иако по смртта на Саша Поповиќ е снимена првата емисија на Ѕвездите на Гранд, никој не можеше да се помири со неговото заминување. Колегите и пријателите се уште се во шок, бидејќи Саша Поповиќ допред неколку месеци важеше за исклучително здрав човек во одлична форма. Изгледаше многу помладо, секогаш беше фит и полн со енергија. Меѓутоа, една работа го мачела уште од младоста. Имено Сале имал акни уште од училишните денови, кои освен што се болни и неубави, оставаат и лузни. Кога бев млад, имав многу мозолчиња. Тоа беше голем проблем и многу тешко и долго време ги лечев. На 37 години, кога бев кај Вања, таа која е нормално слепа ми рече: "Тие мозолчиња што ги имаш и за малку ќе паднев од столот. Оние мозолчиња што ги имаш полека ќе исчезнат кога ќе се роди вашата ќерка." Всушност не рече ќерка, туку дете, рече еднаш Саша Поповиќ во емисијата Сценирање и додаде: "Сето тоа ќе премине на неа. Мојата Александра навистина го има истиот проблем и таа го третираше и фала Богу наскоро ќе наполни 24 години и сето тоа ќе се среди. Едва ги излечил", рекол во таа прилика Саша. Рускиот продуцент Сергеј Дворцов зборуваше за хонорарите на 37-годишниот српски актер Милош Биковиќ, познат по бројните серии и филмови кои уриваат рекорди на гледаност во Русија. Тој рече дека Милош во моментов е еден од најбараните и најуспешните актери во руската кинематографија. Сергеј изјави дека за еден ден снимање Милош Биковиќ добива од 3 до 4 милиони рубли, односно од 33.000 до 44.000 евра. Тој додаде дека акторот многу заработува и од реклами, но смета дека неговиот финансиски успех е сосема оправдан. Руските медиуми пишуваат дека популарноста на Биковиќ во таа земја е толку голема што веќе напишаните сценарии ги менуваат за да се прилагодат на него и акторот да ја прифати улогата во нив. Имено Милош Биковиќ е роден на 13 јануари 1988 година во Белград. Кариерата ја започна во тинеџерски серии, но на пошироката публика и стана познат по улогата на Александар Тирнанич во филмот Монтевидео, Богтевидео во режија на Драган Белогрлич, што му донесе голема популарност во регионот. Петок на 28 март со почеток од 12 часот во Народниот театар Штип во заедничка организација на Ацо Шопов Штип и Сергеј Михајлов Штип ќе се одржи комеморација во чест на прерано починатиот Филип Стефановски. Стефановски, кој свиреше клавиатури како дел од бендот на дуото ДНК, загина во пожарот во дискотеката Пулс на 16 март. Стефановски потекнува од Куманово, а на 24 јануари годинава беше избран за нов директор на Центарот за култура Ацо Шопов во Штип, каде што живееше и работеше. Тој беше продуцент, пианист, тромбонист и композитор, магистар по џез науки, а вработен беше како професор во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов Штип. Стефановски и неговиот колега Александар Коларов, кој беше гитарист во групата, беа оженети за две сестри. Ирина Кристевска Стефановска, сопругата на Филип, беше вокалистка во неговиот Физ бенд. Летај, свири и дојди ни понекогаш во сон да се прегрнеме најсилно, како што ти знаеше да прегрнеш. Сопругата се прости од музичарот Филип Стефановски. Представата Сонцето колку е блиско Сонцето Made in МНТ во режија на Дејан Пројковски, која на 3 април требаше да се изведе за 80 годишниот јубилеј на Македонскиот народен театар, се одложува за наесен. Одлуката е донесена поради трагедијата во кочанската дискотека Пулс на 16 март, кога загинаа 59 луѓе, а беа повредени над 200. Од МНТ соопштија дека во чест на првата изговорена реплика пред 80 години на 3 април ќе се одржи маратон со следниот распоред. Од 10 и 12 часот се двете изведби на детската представа Распејана Торлитава, па следуваат Бели ноки од 18 часот, Мој термин од 19 часот и Торонто Експрес од 21 часот и 30 минути.
Влезниците се бесплатни, а публиката ќе може да ги подигне на билетарницата на МНТ. За детската представа билетите ќе се подигаат на 2 април од 12 до 20 часот, а за вечерните изведби на 3 април од 12 часот.